Над 85% од родителите на прилепските ученици бараат нивните деца училишната година да ја започнат со физичко присуство. Ова барање, кое што ќе биде спроведено и до Министерството за образование, го оправдуваат и поддржуваат и од општина Прилеп. Оттаму велат дека училиштата ги превзеле сите протоколи за заштита кои што се пропишани и дека со добра организација и работа во повеќе смени и групи можело да се овозможи ова барање. Инаку засега се дозволува физичко присуство само на учениците од прво до трето одделение. Овие барања се издржани затоа што училиштата мислам дека ги исполнуваат тие услови. Во прва смена да бидат од прво до трето одделение, евентуално ако бидат само прво и до трето одделение во физичко присуство, тогаш тие одделенија ќе бидат поделени во две групи двосменски според протоколите, а ако се дозволи да има исто така физичко присуство и за погорните одделенија, тогаш се оди одделенијата од прво до петто одделение додат прва смена, а преостанатите додат втора смена, но сепак со поделба на одделенијата во групи. Така да со една добра организација, јас мислам дека би можеле да постапиме кон физичко присуство. Некои средни училишта пак бараат, ако не може сите, барем учениците од прва година да бидат физички присутни на почетокот од годината, а за физичко присуство се и стручните училишта, каде практичната настава е неминовна и не може да се врши онлайн. Технички гледаме да бидеме спремни, да можеме да ги почитуваме сите барања од протоколот, за да може со прва година да изведуваме настава со присуство. Планираме тоа да трае 1 месец, а потоа во зависност од тоа како ќе се развиваат состојбите и околностите со COVID, дали да продолжиме со тој тип на настава или да се вратиме на онлайн настава. Ние како училиште, покрај тоа што се спрема националната платформа, зедовме и наша платформа, исто од Microsoft. Основците пак бараат, ако не може сите одделенија, тогаш барем со физичко присуство, освен оние од прво до трето, да слушаат настава и оние од шесто одделение. Затоа што е првиот контакт со наставниците, по нова програма ще работат, така да работиме паралелно и на двата случаи, двата ги опремуваме, двата вида на изведување на настава и за надалечина и за физичко присуство. Во Прилеп има 10 основни, 5 средни училишта со околу 10.340 ученици. Што ќе се случи на 1 октомври ќе зависи од владата, но и од состојбата со коронавирусот во секоја општина.